Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Скопје по подолго време центарот на политичките настани во Европа, во светот. Самит на ОПСЕ во главниот град на Македонија. Државници од многу земји утрово и доцна синоќа пристигна овде. Добро утро, Ивица. Добро утро. Собрајќајот во главниот град на нашата земја функционира редуцирано. Тие што сакаат стигнуваат на време. Тие што сакаат како Ивица стигнуваат на време и планираат. Тие што помалку се забораваат и така доцнат за нив е нормално. Руското министерство за надворешни работи соопшти дека доцна синоќа на меѓународниот аеродром Скопје, кој порано се викаше Александар Велики, слетал авионот на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Лавров бил пречекан од рускиот амбасадор во земјава Сергеј Безденикин. Рускиот шеф на дипломатијата ќе присуствува на 13-тиот министерски совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ, на кој учествуваат околу 1000 делегати од 57 земји членки на организацијата и земји партнери. Поради присуството на Лавров, единствено земјите од Балтикот го откажа своето присуство. И Украина. И Полска и Украина, да. Ивица, дали е изненадувачки тоа што на претходниот самит на ОПСЕ мислам дека не го поканија Лавров? Дали е изненадувачки што значи тоа што сега во Скопје, за разлика од пред една година во Албанија беше, ако не се лажам, или не? Самитот сега доаѓа Лавров. Прво мораме да кажеме дека ОПСЕ без Русија е безсмислена како организација. ОПСЕ потекнува од конференцијата за безбедност и соработка во Европа, која што е одржана, самитот е одржан во јули во Хелсинки во 1975 година. На тој самит присуствуваат лидерите и на истокот и на западот. На тој самит присуства и поранешниот председател на Југославија Јосип Броз Тито, каде што е воспоставен на прво конференцијата за европска безбедност и соработка како еден мост меѓу истокот и западот, односно мост измеѓу советскиот блок и американскиот блок, вклучително и овие неутралните земји од тој период како Австрија, како Швајцарија, како Југославија и така натаму. Сега, значи суштински гледано, Ивица, целта на постоењето на ОПСЕ е токму ова. Да. Мост за соработка меѓу истокот и западот. Америка и Русија со нивните тогашни сателити. Да, и со концертот, така да го речеме. Значено е за распадот на комунизмот ОПСЕ, затоа што така наречената трета кошничка, што ја вика на ОПСЕ, нели? На Хелсинки, на повелбата од Хелсинки, понуди дека сите овие земји ќе имаат еден сериозен аспект на човекови права. И затоа постои овие хелсиншки одбори, хелсиншки повелби и така натаму. Дисидентите во источниот блок се собраа околу ова ветување и го предизвикува режимот на секаде со фактот дека не се почитуваат принципите од повелбата на ОПСЕ. Значи, ОПСЕ, на КЕПС тогаш беше, конференција беше, после беше организација. Доаѓањето на Лавров е на сред војната во Украина. Да. Кажавме дека тоа предизвика мал дел, во секој случај од земјите да се откажат од учеството. Дали ова е голем удар за организаторите, затоа што во моментов без Украина е симптоматично. Да. Но она што сега да им го расчистиме и на слушателите, тоа е многу важно. Дали одлуката да дојде, да се покани Лавров, да се пушти Лавров, е одлука на Македонија или можеби Македонија следи други директиви? Сега јасно е дека Македонија е организатор на самитот. Македонија не е чинител, ако можеме така да кажеме. Значи други организираат, ние сме домаќини. Ние сме домаќини, точно, види сега како ова како ти текнували кога бевме деца, да речеме, на некои наши 4-5 годинки, така, и гледаме вие тинеџерите што имаат на 13-14 години играат фудбал. Па ќе земе нешто и ние да се плеткаме тука. Како завршуваш тоа? Секогаш завршуваше. Не ќе те тргнат, ќе ти речат, не се плеткај. Голем дел од овие невладини организации кои соработуваат со ОПСЕ и ја следат работата на ОПСЕ не од годинава, не од лани, веќе подолго време имаат сериозни забелешки за
логата на Русија и на Белорусија пред се во оваа организација, дека многу често Русија и Белорусија знаат да блокираат одредени активности поврзани со човековите права на ОПСЕ. И дека всушност има огромна критика кон ОПСЕ, дека ОПСЕ е станат поради блокадите од Русија и Белорусија, ОПСЕ е станат дисфункционална организација која наместо да ги решава проблемите е некој нем наблюдувач. Добро, прво не ги решава проблемите. Во мандатот на Македонија како председател на ОПСЕ што се случи? Една од најдолгите мисии што ја има ОПСЕ во Нагорно Карабах како заврши? Со мир заврши или со нешто друго заврши? Со војна. Да. Потоа, самиот факт дека избувна војна меѓу Русија и Украина ја обезмислува ОПСЕ. Што правеше ОПСЕ таму? Нели беше некој верификатор? Да не зборуваме Босна, што при ОПСЕ во Босна? Ајде, после конфликтот имаше некоја роља. Сега, која е рољата? Исто така, ако на крајот, после овај министерски состанок, не се затвори канцеларијата на ОПСЕ во Скопје, зошто председава? Како тоа да се затвори? Така што, кој има канцеларија ОПСЕ во некоја земја. Тоа значи дека таа земја не проблем со државноста. Така? Со стабилноста. Нели проектираме стабилност, нели сме членка на НАТО. Што при таа канцеларија? Очигледно имаме проблем со стабилност. Не знам, сега во Хрватска ја затворија канцеларијата која влегува во НАТО. До НАТО ја има. Зошто не ја затвара така? Еве, ако веќе председававме со ОПСЕ, ако веќе се фалиме дека е некој значителен дипломатски успех, каде е затварањето на канцеларијата? Дали е значителен дипломатски успех, дали Македонија поради некакви успеси, поради некој квалитет го добила председавањето? Не. Македонија го добила по ротација председавање. Не, види, има некоја, не. Дали е важно и дали е добро, дали е значајно што во моментот највлијателните, нели, министрите за надворешни работи на толку многу земји учествуваат овде? Да. Не, тоа секогаш е добро. Тоа е секогаш добро. Тоа секогаш е добро. Меѓутоа тоа треба да има некоја цел. Ке разговараме малку подоцна околу целите на ОПСЕ и каде Македонија профитираше и каде Македонија потфрли нели со цела оваа работа. Сега би сакал малку повеќе детали околу работата на ОПСЕ да расчистиме. Знаеш, во Македонија и тука ќе дадам една генерална забелешка до сите колеги медиуми, токму затоа ја правиме оваа емисија. Во Македонија многу малку се знае всушност кои се ингеренциите на ОПСЕ, што работи ОПСЕ. Ние знаеме, еве тука сега ќе дојдат сите, се собира ОПСЕ во земја и така натаму, но која е суштинската цел на ОПСЕ во денешниот свет? Види, сушто прва работа, контрола на оружјето и на вооружувањето. Тоа е многу битно. Промоција на демократија, на човекови права, малцински права, слобода на печатот и на крајот на криштата околу изборите имаат една специфична улога преку организацијата за ОДИХР, како беше тоа, за демократско спроведување на изборите. Така што целата идеја треба да биде рано предупредување, превенција на конфликти, кризен менеджмент и како се вика, после конфликтот на што доаѓа помирувањето, условно кажано. Тоа се ингеренциите на ОПСЕ. Сега, во 2020 години можеме слободно да кажеме дека потврди ОПСЕ. Главно потврлање беше војната во Украина. После тоа ова што се случува на Горно Карабах. И новата војна, предходно новата војна меѓу Ерменија и Азербејџан. Предходно имавме војна меѓу Русија и Украина, и Грузија. Значи се тоа се точки кои што не требаше да се случат. Кои требаше да бидат превенирани. На крајот на краиштата, со онаа масовна мисија што има ОПСЕ на Косово, 9 мај 2015 не смееше. Значи тука и ОПСЕ има вина. Не може вие да имате онолкав буџет на Косово, онолкава вовлеченост и да не ја предупредите Македонија дека една група се прелеала од дека на што територија. Не беше толку голема таа група. Без разлика се и прашањето колку е ОПСЕ разузнавачка нели организација за да може во постконфликтна превенција го има тој.
Во постконкретна конференција мене и тебе ли не следат у Македонија? Не следат мене и тебе. Следат тие што може да прават проблем. Не е безбедносна организација, знаеш, за тоа сметам дека... Како не? Имат сериозна црта околу безбедност. Превенција на конфликти што е? Абе да, рано предупредување што е? Не се луѓе од security не работат таму. Како не работат? Повеќе се како не работат? Знаеш колку македонски полицајци од полицијата македонска работат во различни мисии на опсте по светот? Мислам, тоа им е работа. Значи, во некоја по-софт форма, би рекле. Безбедност. Нормално се види, не е она Джеймс Бонд па се рипат скака нешто згради со коли и така натаму. Не се НАТО, не се... Меѓутоа, одат, разговараат, прават извештаи, тоа е тоа рано предупредување. Тие извештаи некој добива, ги анализира. Значи, пази, и тоа е и 9 мај 2015 е сериозно потврдување на да немаме никакви... Авионот на Лавров во Скопје дошол преку Турција и Грција, Бугарија не дозволила прелет заради Захарова. Што име на Бугарија е проблемот со Захарова? Захарова е на листата на санкции на ЕУ. Сега Лавров го пуштале Бугарија, ама не ја пушта, мисля, го пуштаат шефот, не го пуштаат врв... Мисля, суверена е Бугарија, не така. Чудна одлука. Еве на ова историско заседание на ќе речев на ОПСЕ да се случи една трагична работа на 100 годишна возраст, сите да си дочекаме, а почина Хенри Кисинџер, Макфакс вели контроверзниот Нобеловец. Што има контроверзно во Хенри Кисинџер? Како не е контроверзно? Имокен дипломат. Ако некој е дефиниција за контроверза е Хенри Кисинџер, да се разбереме, значи Хенри Кисинџер големо име на дипломатијата, но со големи опашки. Тоа име и тоа опашки кога ја дрмаше светската дипломатија, многу повеќе мир имаше отколку сега. Значи прво, да, ја и ти не сме родени кога он ја дрмаше светската дипломатија. Инаку факт е тоа. Еве да видиме кои се неговите постигнувања. Па што ќе опамтиме? Ќе опамтиме по 3 работи. Прва работа, американско-кинеските односи, односно под негов патронат. Ден Сјаопинг направи од Кина современа земја. Не. Значи претходно не знам ли знаеш, до 1970 и Тајван беше во година, местото во Обединети нации го има Тајван, како Република Кина. По посетата, значи прво имал серија тајни посети на Кисинџер на Кина, со Жуен Лај, еден првен кинески политичар, премиер, дипломат. Тој меѓу другото ја подготвува средбата за Никсон да отиде во Пекинг и да го посети Мао. И до ден денес, кога се случува пресврт во светската политика, пресврт кој што е неочекуван, го викаат, Никсон оди кај Мао момент. Значи, нешто што не очекува. Зошто? Види, Трамп не е некој големо изненадување. Никсон кога победува на изборите 1968 година, преплашен е целиот естаблишмент во Америка. И на крај заврши тоа со Вотергейт. Без разлика, меѓутоа Никсон меѓутоа промени Америка. И тоа ја промени трајно. Видете, геополитиката, само секунда, на Кисинџер во тоа време е дека треба што е можно повеќе Кина да се оддалечи од Советскиот сојуз, нешто во што тој успева де факто, со тоа што Соединетите американски држави ја поддржуваат Кина, да го смени Тајван во Обединетите нации, и не само тоа, Кина почнува една серија на економски пред се реформи, кои подоцна ја донесуваат до стадиумот на развој во тоа е многу подоцна. Значи во првиот момент е само оваа промена. И како го вика тоа, кинеско-советски подлба, која што се постигнува во тој момент, но значи по Никсон одењето на Мао, Кина станува дел од светскиот систем, станува дел од Обединети нации и така натаму, излегува од изолација, иако е тоа малку чудно се каже, знаеш, нека четвртина од човештвото излегува од изолација, сега. Но де факто е така. Сега, не е баш до толку така, затоа што остатокот од светот тука Америка посебно се инаети до тој момент, ама престанува тоа инаетење.
Мао не прекинува со своите луди економски политики. Потоа се случува смртта на Мао, четворчлената банда и така натаму, Денг. И тука нема некоја улога Америка. Сами си го бираат тони Денг. Овако. Америка има улога потоа, кога се реформите на Денг, да ги поддржи овие реформи. И потоа, посебно во 90-тите време на Клинтон, влезот на Кина во Светската трговска организација. Но Кисинџер е тој кој што ги води разговорите во име на Америка и кинезите забележуваат дека тој е личност која што може да влезе во секоја врата во Вашингтон. И го негува до сега го негува односот. Лани беше во дипломатска мисија. Односиве за никаде беа меѓу Америка и Кина. Кисинџер го пратија на 99 години да ги средува работите. Мислам, тоа ти кажува Исто, имаше многу конвенционални ставови во однос на војната во Украина од самиот почеток, Хенри Кисинџер, ставови кои мејнстримот во Соединетите Американски држави не ги прифати. Да. Нема, чека, свртиме други две работи што многу битни. Детантата, тука е кепс. Значи, дел таа детанта. Што е детанта? Значи, ладна војна, студени лојса, детантата е малце се омекнат односите меѓу Советскиот сојуз и Америка. Тоа го прават Кисинџер и Никсон. Значи, не смее тоа да се пренебрегне. Дел од тоа и оваа конференција што се одвива во Хелсинки. Веќе заминате Никсон, тогаш овој Джералд Форд, председател на Америка, првиот неизбран председател на Америка во историјата и единствен до сега. Сега, третото е крајот на војната во Виетнам и тоа не да е контроверзно, него е дослабо контроверзно. Затоа што со Ле Дук тоа е врвен дипломат и политичар виетнамски и ја преговараат мирот кој што се склучува во јанари 73 година и потоа Ле Дук тој ја одбива Нобеловата награда, Кисинџер ја прима. Зошто одбива оваа награда? Зашто војната продолжува. Америка само се извлека. Зошто е пова контроверзно? Сега ова е интересно. Најверојатно Америка ќе успеја уште 67-8 година да се излече од таа авантура. Меѓутоа Никсон бил Кисинџер бил дел од тој републиканскиот естаблишмент кој што вереле дека Америка ќе биде слаба ако не се излече од таа војна. Потоа па 72 година војната продолжува и 71 со цел да не се случи пораз на Јужен Виетнам пред изборите 72 реизборот на Никсон. Види која луда работа. И потоа се случува ова. А каде е сега контроверзата? Контроверзата е што при играта во студената војна користени се сите средства што стојат на располагање. И посебно во Латинска Америка и во Африка некои епизоди се многу лоши, например во Чиле. Издадени се и документите како вика во еден момент Никсон на англиски make the economy scream, значи направете нивната економија да писка, да вриска. Од цел нели да се присили Аленде да се врати од владата. Кисинџер тука игра една страшна улога. Не само тоа имаше и судење негово, дека има крвави раце и така натаму, значи еден куп на но сепак една фигура која има значаен печат во човечката. Контроверзите ставаат печат, Липчо. Да, но и позитивните работи кои контроверзите носат позитивни. Сега во однос Југославија, пази се, Никсон и Кисинџер кон Југославија имаат една специфична црта, отворена. Да. И веројатно тие сте причината за подоцнечното партнерство на Југославија со Соединетите Американски и така натаму. Читате ги, например, здравиците. Многу е чудно. Никсон е еден од најантикомунистичките политичари американски. Чита неговата здравица кон Тито и Титовата здравица кон Никсон. Чита како едниот ја пише Југославија, како другиот ја пишува Америка. Мултиетничка, мултикултурна, сите тие работи, колку сме ние слични и сите тие работи. Друго, да не заборавиме, кај него има една друга црта. Тој е баварец. Роден е во Баварија, како Хајнц Алфред Кисинџер, мој роденаc име и презиме. Во Фирт. И до крај на животот навел за еден клуб од Фирт. Не знам дали некојаш влегол у прва лига. Да, но во 1938 година неговата фамилија како бегалци од нацизмот, од нацистичка Германија, која веќе почнале репресиите кон евреите, бегаат во Соединетите Американски држави, каде што тој почнува да учи и да студира, завршува со сума кум лауде на Харвард коледжот во 1950 година, каде што
потоа станува и магистер и доктор на науки на Харвард универзитетот во 1951 и 1954 Пишува ли година. што работел претходно? Не. Претходно, видиш, тука имаш онен разговор со Путин, која рече сите големи луѓе во политиката почнувале во разузнавање. Од кај доаѓа он? Од Германија. Кој му бил домаќен јазик? Германски. Контрразузнавање работи за време на Втората светска војна, дури има некоја улога во поствојната реконструкција на Германија. Тоа треба да се спомне. И многу е значајно за него да се каже дека е еден од највлијателните автори во политичката наука пред се. Да. Кисинџер си изучува неговите дела како публицистички се, не, Да. знаеш, после затоа што знаеш човек кој ќе преживее многу интересно се видиш да, што мисли, практичните примери, практичните стади. Без него не би го имало Да. тоа политичката наука. Иако во Стеј департмент го мразат од нона душа дипломатите. Он е еден од типичните министри за надворешни работи кој што никој не го сака. Зошто? Сега ќе објаснам многу едноставно. Значи, знаел да влезе сам на состанок. Нема. Има серија состаноци со таткото на Башар ал-Асад, Хафаз ал-Асад. Сам се влегува во Дамаск, кај непријател на Америка, сојузник на Советскиот сојуз. Си прават муабет, си драскаат. Нема внатре записничар. Појма нема. Значи, дипломатијата е Наука која треба да остане. Не Наука, професија, да. занает. Мора да има некој трак. Мора да знаеш што се случувало. Ова било лична дипломатија. Да, има Не само прилично тоа, неформален однос. Да, сакаш да второ, кажеш. бил многу арогантен кон соработниците и во една организација каде што има многу образовани и паметни луѓе, тоа, знаеш, некако не се цени. И последна работа, како и секој професор кој што е залутан нели во политиката, микроменаџер. Микроменаџер. Вчера мора да се каже дека покрај Хенри Кисинџер уште една тажна вест, почина Чарли Менгер, милиардерот и коосновач на Беркшир Хатауеј, еден од најуспешните фондови во Соединетите Американски држави кој своевремено е основан помеѓу Чарли Менгер како коосновач и како основач од Ворен Бафет. Чарли Менгер 99, Хенри Кисинџер 100. Доказ можеби дека така богатите и моќните имаат еден животен век не многу, на околу 20 на години поголем од просекот 20-25. Зависи кој како, што може да значи дека нели имаат пристап до некое поквалитетно здравство, некое здравство многу поефикасно, до кое обичниот човек и нема некој пристап, затоа што чини многу веројатно. Да. А може би станува збор за генетика се. Тоа е тоа, не може да знаеме. Види, не е можно Но пред лимитот 100 години да живееле 6 години помалку во просек. знаеш како, лимитот е тука негде. Дали зборуваме за кралицата Елизабета, дали зборуваме за принцот Филип, дали зборуваме за Чарли Менгер и Хенри Кисинџер, околу 100 години Нашите тела се распаѓаат. повеќе ни медицината не помага. Очигледно, ни скапата медицина и најмоќните доктори во светот. Да се вратиме назад, самит на ОПСЕ во Скопје, Македонија е председавач, денеска ќе отпочне, ќе го отвори самитот Бујар Османи, пошто ќе следува обраќање и на премиерот Димитар Ковачевски. Тача огромен успех за Димитар Ковачевски, затоа што како политичар кој никогаш никој нигде за ништо не го гласал, ќе дојде до позиција да говори пред најголемите нели државници од земјите кои се во сферата на Европа. На министри за надворешни работи, меѓутоа добро ќе се слика со нив, ќе има слики да покажува на внуци добро. Еве дедо колку беше јак. Значи сега што направи дедо е друга работа. Што постигнавме со тоа е друга работа. Еве дедо колку беше јак. Во секој случај, па не, познавајќи му го наравот и политичката култура, очигледно така ќе заврши нели неговото владење со покажување на слики цел живот и најголем дел од луѓе ќе го откачуваат со тоа колку е досаден. Но
неважно, во секој случај, голем успех за Македонија. Македонија е председавач. Ентони Блинкен вчера дојде во Скопје, високи средби на најголемо ниво од страна на Блинкен, кој уште еднаш истака на поддршката на Соединетите Американски држави за Македонија и цврстото партнерство. Е добро да е. Не добро, мора да се нотира сега. Да. Понато сме. Дојде, како беше? Блинкен го виде Скопје. Блинкен го виде Скопје, еве внучко дедо колку беше јак. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по кој се враќаме во вториот дел на нашата емисија, каде што малку покритичка обсервација ќе дадеме на нашето председавање со ОПСЕ, критичка обсервација во стилот што тоа ние пропуштивме. Се враќаме назад во Еспресо со Златев и Боцевски, почитувани слушатели, вие не знам како да ви кажам, ја имате честа да ги анализираме сите овие работи со еден човек кој е успешен и искусен дипломат, кој како и Вице Боцевски, освен што бил нели вице-премиер за европски прашања, својата кариера има почнато токму во Министерството за надворешни работи и овие протоколи, овие вакви настани му се така школски и практично и јасни. Ивица, сега гледав што се води дебата по другите медиуми на паузата. Шо е лот? Па видов кратко пуштив Телма, таму се дискутираше за тоа дека нема да има средба помеѓу Лавров и Блинкен, помеѓу рускиот министер за надворешни работи и министерот за надворешни, односно државниот секретар, првиот човек на State Departmentот на Соединетите Американски држави. Сега, од една страна, очигледно е дека Западот инсистираше и дозволи Лавров да присуствува, од друга страна нема средба, дури Блинкен синоќа порано си заминал и од таа заедничка вечера со министрите за надворешни работи за да не се сретне со Лавров. Што е според тебе символиката? Од една страна го пуштат, а од друга страна не сака да се сретне Блинкен со него. Види, значи едноставна анализата тргне вака од во кој случај тие би се сретнале? Во случај да има решение некакво. Зашто? За мир, за прекин на огнот. За Украина. Да, во Украина зборуваме, да. Значи, ако има ситуација кај што има прекин на огнот, примирие, некаков договор, тогаш ќе видиме средба меѓу нив двајца. Во моментов нема такво нешто. Војната продолжува на војното поле. Така што од тука тоа е едно, второ, јасно е колкав е влогот на Америка во таа војна. Русија завојува на страна во таа војна. Сега додека течат војните действија, фактички просторот за дипломатијата, јавната дипломатија прекинува кога ќе почне војната. Дали има тајна дипломатија? Сигурно има. Значи не се сомневај. Дури кога тече војна се одвива тајна дипломатија, па на крајот на криштата тебе гледаме за време на Втората светска војна, партизаните со германците преговарале. Мора да се преговара. Знаеш, заробеници имаш и така натаму, има начин на кој што на пример видовме дека функционира една совршено функционирање на комуникација на линија САД Русија во моментот кога нели падна таа ракета во Полска и кога експресно САД знаеше дека не станува збор за ракета која доаѓа од Русија. Јасно. Ќе се присетиме на тој момент, мене ми еден така шлагворд на цела оваа војна тој момент, затоа што луѓе кои се помалку искусни како мене, тогаш почнаа да се плашат од посериозен воен конфликт во кој би се вмешали и други земји, но така експресно беше расчистена ситуацијата што не се остави простор за ништо такво. Види, ајде поинаку да го гледаме тоа. Еве вака да гледаме тоа. Ке се вратиме се ке Никсон и ке Кисинџер. Значи, додека траат преговорите за мир меѓу Кисинџер и Ледак-то, војната е во вришти во северен, меѓу северен и јужен Виетнам. Америка решава меѓу другото да прошири војната. Го бомбардираат Лаос и Камбоџа.
Кампучија ја вика, сега Камбоџа. Камбоџа, да. Кампучија ја викавме во комунизмот, сега Камбоџа ја викаме. Не е битно. Меѓутоа, зошто? Затоа што од таа страна доаѓа една патека која што со оружје која што оди кон Виет Конг, кон овие бунтовниците во Јужен Виетнам поддржани од Северен Виетнам. Дека им обвините се за злосторство против човештвото, напалме фрлани таму, како што е фрлан во Егејска Македонија врз македонските партизани. Зошто е тоа? И не само тоа, туку еден момент во печатот, отвори Нью Йорк Таймс од тоа време, излегува колку бил дури и луд Никсон, нема проблем и атомски бомби да фрли и така натаму, дури тоа го викаат, како рекоа, теорија на луд човек, Madman Theory. Демек да ги преплашиш овие други од толку, да отстапат за време на преговорите. Ама од таа страна имаш нација која што се борела против Јапонија, се борела против Франција, се бори против Америка, на крај со Кина ќе се степа. Овако, па ги прочитале блефирањево. Дел од ова веројатно беше блефирање, ќе да знаеме. Едно време тактички нуклеарки ќе потребал Путин ти текно тие работи. Да, кога отворено се заказнува од руска страна. Па овие отворено се плашеа нешто. Не имаше некои такви... Да. Сега не знаеме. Ниту некој од нас може да дозна. Сега има некакво примирие. Сега нема примир. Има едноставно го заборавивме дека таму има војна. Војна има таму. Види, сега стратегијата, еве сега ќе ви кажам, затоа што малку изузетно читав повеќе и од извори, нели од запад и од извори од Русија, се обидував да ги пронајдам клучните наративи. Клучниот наратив е дека сега Соединетите Американски држави, нели и НАТО инсистираат на примирие и да се чува некакво статус кво. Значи да една Абхазија сценарио, каде што ќе има сега примирие, Русија ќе контролира тоа што го освоила, но никој нема тоа да го признава, ниту пак Украина ќе го признава, за негде да се наоружува Украина, па негде за десетина години да има реприза на оваа војна. Тоа е некоја позиција на западната хемисфера. Од друга страна, Русија не прифаќа мир без, нели, по никоја цена. Тие од почетокот на оваа војна прилично ирационално влегува во оваа војна. Токму затоа и не ја поддржувам и сметам дека Русија направи огромна грешка на тло на Европа што почна една војна, затоа што нивните цврсти барања и нивните барања во овој момент не водат ни до зелена маса. И веројатно да, нема да се сретнат Блинкен и Лавров, но она што ќе се случи најверојатно е дека во позадина некакви тимови нешто ќе преговараат. Да, тоа е сигурно. Види, па ништо чудно сега. Ништо и они да се видат далеку од очите на јавноста. Види, сега еве да речеме што прават дипломати и разузнавачи во Скопје, не нашиве, затоа што не е дел тоа од нашата игра. Меѓутоа, иако и нашите тоа го прават. Список има кој доаѓа во руска делегација, список има кој доаѓа во американска делегација. Значи за тие што тоа им е дневна работа. Има такви служби сега, секоја земја во светот. Може ке забележат некои две имиња кои што требало да се сретнат во Скопје. Кај што нешто се случува. Значи, ме разбираш, значи, или поише имиња може ке забележат, затоа што, пази, имаме и конфликтот во Газа. И таму Русија има влијание кај палестинците. Конфликтот во Газа некако како да кажам, некако ова заседание на ОПСЕ некако го заобиколува во својот наратив. До сега тоа можам да го видам, зашто е тоа така не знаеме. Па добро, Израел не е дел од географскиот опфат на ОПСЕ. Но да, веројатно и поради тоа. Меѓутоа сигурно, види, штом се собране на едно место, сигурно ќе се полемизира. Нема сигурно да збора за пред да одиме со пропустите и добрите работи на Македонија, би сакал уште малку вака да видиме што ќе се случува. Ивица, Лавров е познат циник и познат провокатор. Секогаш, каде и да отиде, што и да направи, нема јавно појавување без така тој да не изфрли некаква цинична теза, би рекол, некаква така. Русија има, ова е моje мислење, не мора да се согласиш ни ти ни слушателите, но Русија има една прилично нихилистичка надворешна политика. Русија нема за разлика нели од Соединетите Американски држави, па и од Кина, која е далеку поопасна од русите во овој момент, нема некоја
надворешна политика на светот да му продава модел како треба да функционира, и нејзината надворешна политика едноставно се базира на како Западот да падне во очите на сите останати и колку е можно сите останати да се оддалечат од Западот. Тоа е целата стратегија и пропаганда, но и надворешна политика. Не е Русија да, знаете, да не извезува вредности, не извезува ноу-хау, не извезува ништо, едноставно единствената цел и во пропагандата и во дипломатијата им е да прикажат нели колку Западот не чини. Во многу од тие работи нивните тврдења се и, како да кажем, имаат некаква подлога. Во многу од тие работи станува збор за дезинформација и така натаму. Прилично интересна за човек кој анализира политички науки, кој анализира наративи. Руската стратегија е многу интересна затоа што не извезуваат вредности, извезуваат, како да кажем, извезуваат нестабилност во светот. Очекувано ли е дека сега Лавров тука може да направи така, да каже некакви зборови кои ќе испровоцираат? Небитно. Небитно. Значи, дали ќе дојде со провокација, тотално небитно. Он тука е присутен, тоа е тоа. Сигурно не е тука да провоцира, тука да се врши работата. Кажа дека неколку западни земји искажале подготвеност за средба сами. Да, тоа го кажа од руска страна, не од западниве земји. Треба да видиме со кој ќе има билатерална средба. Тоа веројатно ќе се следи јавно, така тие билатерални следби ќе бидат во... Не, види, значи, во тој просторот каде што се сите смешани, секој може да приде. Се официјална средба. Добро, сега билатерална средба е што друго од при огење. Добро, ама во вакви... Така, ако гледаме кога се поздрави Димитров со Трамп, тоа беше средба со Трамп. И заедно. Едно е официјална билатерална средба, да. Меѓутоа во вакви услови и на самите немој да мислиш дека тие средби се беззначени. Не мислам дека се беззначени. Тоа перат раце во тоалет на самите може значени работи да слушат. На кој со кој ќе отиде заедно да уринира, како се вика. Па не види, кога ќе иде вода, кафе да чека уред, може да се слушат работи кои што требало да се слушат. Така што види, тоа е тука не да провоцира, тоа е тука да се врши работата, тоа е министр за надворешни. Не, тоа му е работата, сакам да ти кажам. Не, работата му е една диверзија на западните политики. Добро, види сега. Ја не сум застапник од тие што не идеологизирани. Нема, не е идеологизирано, значи политиката. Ова е баш деидеологизирано. Која е вредноста Русија што е продава? Добро, они свика, ние сме си земја, ние сме голема земја, со голема историја, со големи потенцијали, сакаме ние нашата земја да си ја промовираме во светот. На кршата секоја земја тоа го прави. Знаеш, политика, зошто Кисинџер и Никсон ги викам дека се успешни? Затоа што они биле слепи за тие работи. Значи они не продавале ветар и магла по светот, они гледале ова е Америка, дај позиција на Америка да си ја утврдиме во светот и да зголемиме. Дали имале грешки? Имале грешки. Например, тие не препознале дека политиката на Вили Бранд за отварање кон Источна Европа ќе доведе до падот на зидот. Стратегијата не му ја виделе на Вили Бранд. Вили Бранд рекол дај бе да комуницираме со луѓето да видат како овдека се живее, да направиме врски, тоа ќе помогне. На крај тоа го струши комунизмот. Не го струши комунизмот гласот на Америка од Минхен и пропагандата од таму. Ниту па го струши комунизмот тоа што пишуваше лошо. Комунизмот го струши тоа што граѓаните на комунистичките земји лошо живееа. Системот економски веќе не даваше резултати, лошо се живееше, тоа го струши. И не само тоа, па тоа беше невидено потврдување. Ако некој западниве разузнавачи, ако некаде потврлија, таму потврлија. Да не успеа да го видат момент. И многу доцна дел од во бестрага. Значи Лавров е тука да си ја тера својата политика, сега Македонија тука види. Слушам све и свашта по овие социјални мрежи. Македонија има земена страна. Македонија е земја членка на НАТО. И е добро што има земена страна. И таа е страната која треба да има земена. Не, сакам да кажам, Македонија има земена страна. И кога ќе земеш страна има обврски со таа работа. Без разлика што пишува социјални мрежи едно друго. Нели се смееме на некои држави како менувале страна, биле ваму па биле онамо.
Значи, кога ќе фатиш еден пат, ќе отераш. Затоа што на тој начин си го ставаш својот кредибилитет. Дали се случи голема неправда за Македонија да стане земја во НАТО? Да, најголема можна во свет. Понижена беше земја. Скршена беше земја. До ден денес не сме се оправили од тоа. И веројатно нема да се оправиме во наредните 10 години. Ќе се оправи, евентуално, меѓутоа во моментов уште сме скршени заради таа чудна политика што се случи во тој момент. Меѓутоа ние имаме земјана страна и ние ќе се ја држиме таа страна. Да немаме илузии. И да има промена на власта, Македонија се знае која страна. Особено што сепак да бидеме ваки искрени, да им кажеме на слушателите, особено сега гледам тука одма ме напаѓаат затоа што сум рекол дека Русија има нихилистичка политика, тоа била политика Америка, што вредности промовирала Америка. Добро, има дебата, дискусија. Има дебата, но еве да ви кажам еден факт во таа дебата. Најголемата трговска размена Македонија ја има со ЕУ. Со Америка нема нешто посебно, со ЕУ. Но и тоа е тоа. Но политиката на Европа треба да биде наша политика, затоа што ние, иако не сме член на Европската унија, сме во ЕУ. Ние зависиме од ЕУ. Например, ако утре вие се радувате, дел од вас со такви алтер глобалистички ставови, ако утре Германија потоне економски, верувајте, ние ќе потонеме пута 10, затоа што ние сме многу зависни од германската економија. Како што сме зависни од економијата на цела Европа. Еве едноставна паралела. Најголема економска криза, две најголеми економски кризи овдека беа во 28-29 година. Да. Кога пропадна австријски кредит Анштолт како банка во Виена, иако за Австрија, Австро-Унгарија распадната и така натаму. Удара една најжестока економска криза во кралството Југославија. Затоа што биле поврзани економски. Кога удри на светската криза 2008-2009 овдека исто така значи врни сме. Да ви факт е дека знаете, и земјите од другите страни на светот се развиваат и треба да има огромна трговска размена со нив и така натаму. Но сега ќе ви презентирам еден факт во однос на Кина. Ние имаме економска соработка со Кина, но најголем дел од нашата економска соработка со Кина е увоз од Кина. Ние не извезуваме ништо во Кина, не продуцираме благодарение на Кина додадена вредност. Единствено никелот од феник кој еве го сега затвара е единствениот ресурс кој Кина го купува од нас. Значи, сега не викам дека ние треба трговска војна да направиме со Кина, но таа алтернативна политика дека ние сега Кина нас тука нешто ќе ни прави, едноставно фактите на терен обратно говорат. Истото види можеби. Не може би сигурно некогаш. Кина, Индија ќе бидат толкави економски џинови што ќе има компетиција некаква. Меѓутоа ќе биде за мене добро да го дочекам тоа како Кисинџер што ја гледаш. Значи во некои такви години мои можно е тоа да се случи. А може и подоцна малце. Од тие таквите твои. Да, најрано. Еве, да зборуваме еве сега уште една перцепција. Знаете, Кина де факто има во изминатиот период забавување на економскиот раст. Сега замислете, Кина е земја во развој. Лани индустриализирана земја нема. Да, но се уште е developing country, се уште е во таа графа. Добро се. Значи, по животниот стандард, по сите тие, се уште е во земји во развој, но и покрај тоа што е во развој за разлика од Соединетите Американски држави кои веќе важат за developed country, развиена земја, Кина има помал раст на бруто домашниот производ, што е несоодветно. Во однос на кинескиот што беше од порано, а повисок од американскиот. Не. Еве ти одма ќе ти кажам. USA GDP growth и види го на Кина, ајде. Повисок е кинескиот. Не. Ќе видиш сигурно. Еве само секунда да провериме на лице месо. Ајде. Соединетите Американски држави имаат само секунда 5,3% раст. Последното US GDP growth 5,2%, а добро, во третиот квартал од годинава, за разлика нели од Кина која има 4,5. Кина веќе не чека вака. Ај сега да видиме како се
2022 година колку? Не, ова ја ти зборам за Не, осте 23-та. квартали се. Ајде да видим. Еве, 2,1 2022 На кој? на Америка. Кина 2022 2,9. Епа да, ама зборуваме за... Знаеш што значи 2,1 за Америка, што значи 2,9 за Кина? Која е најголема светска преслаба на народите, било која преслаба население? Која? 80-тите години кога Кина се индустриализира. Немало поголемо движење на луѓе во историјата на Видиш, тие работи се друг. Кога најголем број на луѓе излегли од сиромаштија? Но Кина, 80-тите и 90-тите во Кина. инсистираше дека во наредниот период секоја година ќе има раст над 8%, над 9%. Нешто што се остваруваше над сега тешко да надминат и 5%, а годинава зборувам за 2023 година над 80% се шансите дека Соединетите Американски држави ќе имаат повисок раст на Кина. Но едно ќе кажам, тој процент за Соединетите Американски држави значи многу подобар резултат затоа што зборуваме за развиена економија која нема више кај да расти. Затоа тој голем раст е изненадувачки успоредба со Кина каде што има простор огромен за развој. Да се вратиме на ОПСЕ, Ивица, еве, ми велат дека врска нема, ако имате врска, идете слободно завршите економија било кој светски универзитет кој значи нешто. Значи, де факто ситуацијата е таа. Земја од милијарда и кусур, мислам онака буквално но земја која забавува, особено без со разлика, Си Джинпинг во последните години забавува својот раст. Де факто. Значи, втора светска сила после Америка. Тоа неспорно е. Кој може тоа да го спори? Врз база на кој параметар зборуваме? Значи нема параметар по кој што не се втора светска сила. Може, мислам дека стане ако гледаме по куповна моќ, по нели она ППП, веќе се најголема светска економија. Што е одамна се веќе најголема светска економија, што е голема промена. Но, пак кажам, можно еден ден они да бидат толкав джин економски, што ќе застанат сето останато. Но географијата е таа. Македонија географски е дел од Европа. Значи, нашите економски врски се со европскиот свет и со медитеранскиот свет. Сега да бидеме искрени, во делот GDP и БДП пер капита... Не пер капита, за вкупна економија. Значи, за БДП пер капита, значи... Не, што е... Не манипулире се. По човек, Кина е негде... Не, сега јас друг параметар ти вадам. Кина е негде на 72-то место во светот, Македонија е 76. Точно е. Значи, Кина е негде, тука живот, зборувам, еден просечен кинез, еден просечен македонец, помалку или повеќе живеат сличен економски стандард, точно. Сличен економски стандард. За разлика од нас, нели, не знам, сега. Американците се повисоко. Да, јапонците се повисоко, многу земји се по Хонг-Конг, кој е дел од Кина и така натаму. Меѓутоа, ако гледаме како вкупна економија, во куповна моќ, Кина е сега најголема светска економија. Британија 27 во светот. Да. Нема ова Холандија е 10-та. Најголема економија. 8 е Америка. Најголема економија по куповна моќ во светот е Кина. Затоа што има најмногу луѓе. Кина, па Америка, па Индија, па Јапонија, Германија, Русија и така натаму. Суштината на постоењето на државите е низините граѓани да живеат убаво. Во Кина тоа е нешто слично како со Македонија, па сега ви одлучите колку во живеат. Но види, сами. Но не може така да гледаме. Трансформацијата на Кина после Денг е најголема трансформација во историја на човештвото. Тоа е клучниот проблем за Кина во овој момент, затоа што во моментов се случуваат некакви регресивни процеси во однос на тоа на Денг и кинеското општество се соочува со тоа. Ќе видиме како ќе излезе. Да памет зборуваме, ќе видиме што ќе се случува. Значи Денг економските политики никој не ги питна ни. По тоа што јас го викам животен стандард, кој ќе се споредат сите овие параметри, прва во светот во GDP пер капита и PPP пер капита е Луксембург, втора е Сингапур, трета е Ирска, четврта е Норвешка, пета е Катар, шеста ако се интересира како се живее у United Arab Emirates, седма е Швајцарија, осми се Соединетите Американски држави, девета се Данска, познатиот пример на Драган Тевдовски, 10 се Холандија. Ако тоа најдобра статистика дава за човечки развој индикаторите на UNDP, на Обединетите нации, Швајцарија тука земја што има највисоки
највисоки бројки, Америка е на 21-то место, мисля, че како се гледа. Така, Кина е драматично подолу на ова листа. Чекај, кај сме ние сме на 78-то место. Тука негде сме веројатно и таму со Кина. Ние сме под Украина. Тоа е многу индикативно, затоа што мислам дека кај украинците беше уствари сега работите ќе бидат сигурно полоши од нема потреба да зборуваме зошто, мислам, нека јасно е. Еве, тука сме во друштво на Белорусија, Мексико, Кина, Тајланд, Босна и Херцеговина, Колумбија, Македонија, Грузија, Ерменија, Албанија, Ботсвана. Но во секој случај се вратиме. И некој ќе седне после ќе ми ја критикува тука Африка, а еве со Ботсвана сме на некакво слично ниво. Значи да се вратиме на темава, значи пак ќе кажам, Македонија која преземала обврски треба да ги следи. Апсолутно. Не треба Македонија сега да се однесува како некои земји што со подсмев ги гледаме во историјата кои што менувале страна која ќе добива ветерот. Можеш ли Луксембург со 10.000 жители да го споредуваш со пола милиони или Германија? Да, можеш да го споредуваш затоа што ако се 10.000 жители гледаме како живеат тие 10.000 жители и го вадиме просекот и го споредуваме со просекот во овие други земји. Тоа е. Методологијата е таа, друга научна методологија не постои. Не е толку мал, Лихтенштајн е толку мал, Луксембург има пола милион жители. Да, мал се поголем. Значи Луксембург е негде по жители е колку Скопје, да речеме. Да. Но замислете, цело Скопје екстремно богато да живее, тоа е Луксембург. И сега фокусирајте се, почитувани слушатели, на успешни примери, крадете ги успешните политики. Еве сега, ако сакате да ви ја пофалам Русија, еве и тоа ќе се дрзнам, да речеме, Русија има сериозни проблеми со демократијата, има сериозни проблеми со човековите права. Русија има сериозни проблеми со перцепцијата за тоа како светот треба да изгледа. Веројатно во многу од овие сфери е далеку поназадно од било која западна демократија, но да речеме во дигитализацијата Русија е понапредна од Германија. Во дигитализацијата на јавните сервиси, во дигитализацијата општо во општеството и така натаму, Русија е на некое ниво на Обединетото кралство, на Велика Британија. Пред Германија е, пред Холандија е, пред Белгија е. Еве една политика. Знаеш, еве една политика која што ја земавме од Кина и која што дава резултати, овие што се слободните економски зони. Добро, мислам дека тоа не е баш само од Кина политика. Не, од таму е. И Лас Вегас е слободна економска зона беше. Начинот на кој што беше замислено тоа кај нас е од таму земено и тоа е баш една од политики на Денг, дека правиме зона со специјални правила, можност за извоз едно друго, тоа е. Да ставиме геополитика, да се вратиме на опси. Исто така види една работа на која што треба да се, која што се уште држат и во Русија и во Кина, е образованието. Со сите своји слабости, социјализмот, земјите од социјализмот има силно образование. И ние имавме, и Македонија требаше да го надогради. Да, ние имавме за време на социјализмот. Значи не дека пропаѓа, стагнира кај нас. Не треба да. Ивица, сега дај да бидеме објективни. 91 година Универзитетот Кирил и Методи бил далеку поценет и подобро рангиран од тоа што е сега. Зошто? Ја прифатиме реално меѓу другото. Но ми интереса. Значи ти кажувам. Тоа значи дека ние де факто тоа што било здраво изградено во изминатиот период го урнисуваме. Да бидеме сега искрени и прво да бидеме искрени со себе и да се погледнеме во огледало. Така ќе почнат да се менуваат во работа. Ние може да се лажеме до утре, но де факто, за разлика од Русија и од Кина, еве што ги споменуваш ти, и голем дел од слушателиве што се големи фанови, за разлика од мене на овие земји, ние образованието од социјализмот не го надоградивме. Не го оставивме ни на тој стандард што бил тогаш. Добро, се мислам дека тука сме некаде, кога ќе видиш ови меркиве, мерењава објективни, тука сме некаде и тоа е проблемот, затоа што другите се отидени многу понапред. Знаеш, тоа е проблемот. Ние сме под стандардот на Ниш. Ниш напредува. Ниш напредува, Крагуевац напредува. Благоевград напредува, знаеш. Па нормално сега. Сега да се разбереме. Добро, со Бугарија нема споредување, Бугарија во социјализмот имаше врвно образование сега. Да, дури они имаат пата, пак се многу повисоко од нас. Не, види сега, Бугарија поим беше исто во многу области за време на социјализмот, кој знае. Следното прашање, Ивица. Ќе коментираме овој скандалов со автомобилите кои ги рента 50% над пазарната. Можеме само збирно да го направиме тоа како едно работа. Значи кога се прави ваков самит. Кога се прави ваков самит, не сме дамка да остане на самитот.
Сега убава работа правиш, ги собираш луѓето овдека, треба да биде триумф дипломатски за земјава една друга, не треба опашки да пушташ. Не треба опашки да пушташ. Секоја ставка треба да излезеш, да ја одбраниш и да стоиш за тоа. А не да оставиш во јавноста да растат страшила околу цялата таа работа. Плюс, јас сум убеден, заради трошоци веќе излегуваат, немам докази за ова, дека огромен дел од трошоците ќе отидат во кампањата на СДСМ и на ДУИ. На следните избори. И втората работа, што мене ми е поразачарувачка, и се тоа што краделе дуи на рентање автомобили, дуи на све ќе крадат и секогаш ќе крадат, дури се дел од било која власт во државата и дури би дел тоа имен или начин на функционирање, ајде тоа ќе го оставиме на страна. Оно што е потрагично е дека Македонија не успеа да наметне ниту еден наратив за време на своето председавање со ОПС. Тоа е, значи, да го баталиме коруптивниот дел на страна. Ова е поклучното. Зошто председава? Кој е нашиот печат? Ние требаше, прво, дали ситуацијата на малцинствата во Бугарија, на нашето малцинство во Бугарија. Во Грција. Во Грција. Каде што да успееме да дојде до некакво поместување на тие права. Дали еве, ако сакате, можевме тоа да го направиме и во една поширока форма. Не знам, за албанското малцинство во Србија, за српското малцинство во Косово. Можевме да направиме некоја таква, нели, комплот каде што за сите малцинства на Балканот ќе се овозможи една еднаква рамка, како што Македонија ги поштува сите таа рамка да ја прифатат. Јас би не продолжил нас како рол модел. Замисли србите во Хрватска да ги имаат истите права кои ги имаат албанците во Македонија. Или хрватите во Србија. Исто за двете општества е тоа незамисливо. И во Србија живеат хрвати. Во Вojvodina хрватскиот е официјален јазик се. Ма што ствари латиница? Добро се. Добро, да. Значи официјален јазик има Значи, статус се. Треба тоа е некоја рамка, ние не успеавме да наметнеме ниту еден наратив, ниту за во однос на Бугарија, ниту во однос на Грција. Не успеавме да се избориме. Еве зашо можевме да речеме. Една тема која што можеби не е толку конфликтна. Имаме ли проблем сите земји во регионов со владење на правото? Имаме. Еве таа димензија да фатевме. Ајде некој механизам. Особено вие кои не се интегрирани во ЕУ, но и тие што се во ЕУ не се нешто многу напредни. Еве, една таква е црта да направиме. Како ќе изгледа тоа, зашто ќе изгледа. Можевме тоа да го направиме. Вака се истрошивме на Сега, не сакам денес да ширам ваков наратив и можеби не ми доликува и не му доликува на денот. Сепак е голем настан за Скопје, но ние се истрошивме за жал за личната промоција на Бујар Османи. Жал ми е што е така. Жал ми е што оваа земја една ваква шанса ја искоцка и ја пропушти така, затоа што денес завршува нашето председавање. Денес е крајот, така и да, крајот е. Денеска имаше некои муабети ќе се продолжувало, едно друго нема ништо од тоа. Денеска е крајот. Види и ние го прокоцкавме ова вака како што го прокоцкав. Тоа е тоа. Тоа е се што можам јас да кажам во однос значи ќе се сведат сметките, ќе треба некој завршен извештај да се поднесе во собрание. Не знам што ќе кажете. Што ќе кажете? Безврска емисија 10 пати спомна збор наратив. Па постои зборот наратив, мистик. Приказна еве нека биде ако не се свига, не слушај се. Ние се обидуваме малку една по нека биде приказна, ако не им се допаѓа наратив, нека биде приказна. Значи сега нека биде безврска емисија, неважна тема геополитика, дај кажете за тука. Ако е неважна тема геополитиката, Македонија никогаш не могла да стане држава, затоа што Македонија станала држава благодарение на геополитиката. Односно на Втората светска војна, а подоцна и на растурањето на комунизмот во Сојузна федеративна Република Југославија. Првото и второто се значајни геополитички настани. Не е Македонија продукт на нешто друго освен на геополитика, како и што и впрочем секоја земја Америка е производ на геополитика. Не на геополитиката, така што многу е кога ние само се обидуваме да дадеме една
како да кажам, да дадеме една поинаква перцепција која нема да ја слушнете на другите медиуми, која се трудиме да е што е можно пообјективна и што е можно поисправна. Објективно е да се каже дека ние не постигнавме ништо со ова воопсе, освен што нели македонското хотелиерство денес е се омрси. Да, има го огромни се делегациите. Тоа е добро. Туризам евентуално, не знам дали со туристички водичи ќе ги шетаат низ Скопје делегациите. Не, види, и добро е што системот, дипломатите се вежбаат за вакви настани, добро е поише вакви настани да има кај нас. Секој излегување на Македонија на мерна стена е добро. И тоа е како возење точак, мора да го возиш за да... Еве, оние кои се залагаат за намалување на администрацијата, видовме дека уствари администрацијата ни е товар, па им дадоа слободен ден. Да. Да, Тоа е, да. очекувано е. Собраќајот како Ивица се одвива нормално. Не, многу е слаб, само што... Па добро, луѓето и самите многу е слабе сообраќајот, меѓутоа јавниот транспорт функционира, но редуцирано. Тоа треба да го знаеме. Воочи на овој ден, само да ви соопштиме, се уште трае потрагата по Вања Ѓорчевска. Вчера така прилично имаше таласања по онлайн медиумите и по социјалните мрежи. Лидер.мк и Радио Лидер се задржа како еден од најпрофесионалните медиуми во нашата земја. Ви нудевме само проверени и точни информации, ви ги нудиме како што треба тие да се нудат. и се уште и во однос на ова со ОПСЕ, и во однос на потрагата со Вања, и во однос на секое нели жешко прашање во нашето општество. Ние се трудиме да бидеме професионални и објективни. Тоа не ни носи секогаш полза, затоа што, како да кажам, оној се клика полесно. клика полесно на другите, но ако сакате проверена информација, не дезинформација, обатете се на lider.mk, слушајте Радио Лидер, бидете одговорни, доколку имате било каква информација за Вања Ѓорчевска, пријавете во полиција, Скопје се уште трага. Жално е што нели денес се занимававме со темата самитот, а ни се случува ова некако паралелно во општеството. Алудираме на смиреност, алудираме на, видовме вчера и етнички провокации на темата. Ве молам, не е тоа нивото. Оставете и на полицијата да си ја заврши работата, затоа што совршено добро знае како, за разлика од вас кои сите нагаѓате, критикувате без да ги знаете протоколите. Например, прашуваат зошто меѓународна потерница била распишена после 2 дена, вчера пишуваат. Обично треба да поминат 6 до 12 дена за да се да се покрене таква потерница, значи многу побрзо од тој рок кој е предвиден со протокол. Зошто? Ќе откриете наскоро. Ве молам, смирете се и бидете одговорни. Некои работи може да ви предизвикаат без во животот, но одговорното однесување на крај ги решава работите, а не бесот. Кога ве води бесот, кога ве води незнаењето, тогаш првенствено правите проблем. Кога ве води бесот, повлечете се, истуширајте се, смирете се малце, нека помине бесот. Бесот е лош сојузник за носење на било кој одлуки, и кога е човек бесен не се коментира на интернет, затоа што сето тоа остава трага. И исто како што најчесто во меѓусебна комуникација со луѓе внимавате што зборувате, и кога немате човек од спротива, кога сте на социјалните мрежи, внимавајте што пишувате. Затоа што тоа е па уште поголем трак остава кон општеството, насилството, лошиот говор, сеирот, на никој општество не може да му донесе добро. Бидете одговорни. Ивица, за опсе тоа е тоа од прилика. Тоа е тоа, да. Еве денеска ќе следиме, ќе видиме утре. Веројатно повторно ќе ја посветиме емисијата на опсе, затоа што тоа е темата која е најважна во овие моменти. Не работи градов ради таа тема. Не работи градот поради таа тема. Тука се одјавуваме, почитувани слушатели на Радио Лидер, ние работиме за вас, а овие кои го организираат самитот треба да работат за сите нас.